навистина она што одблиску го следиме состојбата во Косово, не само како наш сосед, меѓутоа и како земја членка на Алијансата, кој со своји трупи учествува во рамките на КФОР мисијата. Како министерка за одбрана, апсолутно го осудувам нападот на косовската полиција, изразувам жалење кон семејството и кон се надевам побрзо закрепнување на повредените. Меѓутоа, ова е само уште еден показател или доказ дека и Белград и Приштина мора интензивно да работат на диалогот додека тоа не биде предоцна. Одговорноста на секој еден од нас кои стедиме или стоиме на одредени политички позиции во дадени моменти во државите е да носиме одлуки со кои ќе носиме мир и просперитет на граѓаните, а нема да создаваме конфликти и поделби. Ситуацијата во Косово и во регионот навистина приоритет за нас, за Република Северна Македонија, и да биде стабилна, се со цел да продолжат процесите, особено интегративните процеси на сите држави од региони кои декларативно ќе ги чуете и видите во изјавите на сите политичари. Време е на носење на мудри одлуки, како што реков, и време е носење на одлуки од кои граѓаните во државите ќе видат, се разбира, бенефит и она што сите ние го ветуваме во даден момент. Ситуацијата во Косово, како што реков, ја следиме одблизу и да, не е нималку едноставна за било кој од нас, кога ќе видиме дека во регионот има било каков вид на инцидент, особено кога е нападната полиција на одредена држава. Меѓутоа, тој инцидент или тоа што се случува таму нема директно влијание и од оние информации со кои досега располагаме и кои ги разменуваме не влијаат на загрозување на безбедноста на нашата држава. Тоа го гарантира и фактот дека сме НАТО земја членка на Алијансата и како што реков, изминатиот период навистина вложуваме многу во одбраната. Меѓутоа се разбира, секоја од институциите внатре во Република Северна Македонија има обврска да допринесе за нашата национална безбедност. Во делот на тоа како ќе се рефлектира случувањата во Косово, затоа и јас и мојот колега повикавме на диалог и она што не сакаме да се случи е дополнителни конфликти или во Косово или во регионот кои практично ќе направат дестабилизација на регионот. Како што реков, не е грижата само дали Република Северна Македонија е безбедна, да, ние сме безбедни, меѓутоа преку сите тие учества во бројни мисии, особено во мисиите во регионот и во Косово и во Босна и Херцеговина, Република Северна Македонија сака да биде и контрибутор или да допринесе кон регионалната безбедност и стабилност. Во 21 век, кога на сите политичари, без разлика дали се тоа тука кај нас во Македонија или во регионот, без разлика дали е власт или опозиција, ќе слушате бројни коментари за тоа колку сме ние или колку се сите тие посветени на процесите на европска интеграција на собствената држава, а некои од нив и на НАТО интеграцијата. Не е само работата колку пати тоа ќе го повториме, туку што секој од нас ќе направи. Овие моменти се тие моменти кои секој од нас треба да го покаже лидерството и визионерството за собствената држава, а потоа да се грижи за собствените рейтинзи.